Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Како настана Бато, знаеш? Бевме на турнеја во Советски Сојуз во тоа време, рана перестројка времето, лудо време, ужасно време за нив, ама за нашите концерти неверојатен голем интерес. Како гости од Југославија? Да, Југославија. Заминавме со, можам да кажам, 3 месеци бевме на турнеја. Некогаш имавме и по 2 концерти во ден, а некогаш се случуваше и 3 концерти на ден. 3 настапи? Да. Толкав беше интересот на нивната публика за нашата музика. Но бевме во Мурманск, чинам, белите ноќи не затекна и не можевме да спиеме. Тоа што значи нема ноќ, едноставно. Да. Нема темница. Нема темница. И Саатот е 12 навечер, светло. пиевме често нивниот руски чај, па кој беше жртвата прва, тој одеше да наточи, затоа што чајите им беа, чајниците им беа секогаш во ходникот на хотелите. Така. И додека еднаш така носев чај, се враќам назад, го гледам Ромеа земал гитарата и свири нешто. Тоа што го свираше ми беше непознато, ама како да сум го чула. Аха. И толку беше убаво, он само подпевнуваше и само рече, седи, ја ти отсвирам нешто. И почна да ја пее Бато. Боже мој. Вика, со оваа песна, кога ќе се вратиме и кога ќе го снимеме целиот албум, вика, дефинитивно веќе ќе бидеш жена. Да, и така би. Бато е посебна песма, таа е и повеќе од песма. Тоа е на некој начин, јас велам, реликвија, затоа што луѓето така ја доживуваат. Да. Таа е песна икона. Икона.